Општина Кочани планира постојниот објект на воениот одсек да биде срушен, а на негово место да никне нова зграда во која ќе има станови и деловен простор со комерцијална намена. Локалната самоуправа планира просторот, што сега е руиниран и дава многу грда слика во централното градско подрачје, да добие сосема нов изглед. Иако подготовките за реализација на планот се одвиваат подолг период, градоначалникот Илиев најави дека преговорите што се водат со акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор треба да дадат позитивен резултат. Уште еден сегмент на соработка со акционерското друштво е тоа што започнавме разговори уште поодамна за изградба на комерцијална зграда. Местото локацијата каде што ќе биде градена таа зграда е дефинирано, меѓутоа се работи уште на решавање на проблемите односно усогласување со другите институции кои што се сместени. Се работи за објектот каде што се сместени одбрана и УЈП и сметам дека навистина со решавање, односно со договарање, наоѓање на начин помеѓу институциите како ќе се регулират меѓусебните односи и со отпочнување на градба на една зграда, навистина централното јадро на Кочани ќе добие еден сосема друг изглед, зашто секако ќе бидат заслушни и акционерското друштво за изградба на стамбени деловен простор. Објектот, што меѓу граѓаните е познат како воен одсек, е изграден пред повеќе од 6 децении, а во него Министерството за одбрана поседува 573 метри квадратни. 271 метар квадратен има управата за јавни приходи, а еден мал дел му припаѓа и на Центарот за управување со кризи. Исто така, простор за настава користи и основното училиште Никола Карев. Зградата е руинирана и во очајна состојба. Дава грда слика за градот и за институциите што се сместени во него, а условите се повеќе од минимални и треба да се изнајде решение. Пред околу една година општината доби согласност од Министерството за одбрана и за финансии да најде решение за зградата, пошто почна планирањето и барањето инвеститори. За сега не е познато кога работите би можеле да почнат на терен, но факт е дека објектот во сегашната состојба не може да се користи поради сериозни оштетувања врз паркетот на подовите и кај скромниот канцелариски мебел, а поради големата влага и мемла, службениците кои работат овде принудени се и во лето и во зима да ги држат прозорците ширум отворени.